Добар ден, време е за првиот дневник на Канал Плюс, во кој подготвивме прилози за денешните настани и актуелности на истокот. Пред нас е топол викенд со интересен спортски настан во Штип, Европско првенство во сумоборење. Викендов во салата Јордан Мијалков во Штип околу 200 сумоборачи ќе ги одмерат целите. Почнува Европското првенство во сумоборење. До крајот на годината во Штип нема да има ни асфалтирана улица. Во Берово привршува асфалтирањето на улица Неретва. Македонска каменица да добие библиотека во рамки на локалната самоуправа. Ова е заклучок од годинишното собрание на Библиотекарското здружение на Македонија, кое се одржа во Македонска каменица. Во Делчево денес се одржа првата седница на извршниот и надзорниот одбор на Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија. Се разговараше за измените на законските регулативи, а беше подпишан и меморандум за соработка со градоначалникот на Делчево Дарко Шехтански. Меморандум за соработка подпишаа денес Сдруженијето на комунални инспектори на Република Македонија и градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански. Делчево денес беше домаќин на првата сетница на извршниот и надзорниот одбор на Сдруженијето на комунални инспектори под раководство на новиот председател. Сдруженијето постои 13 години. Во 2002, сега далечната 2002 година, основачкото собрание се одржа во Битола. Јас сум еден од основачите на ова здружение. Сегашниот председател, како што истакна дека е прв состанок, ама од неговиот мандат. Инаку годишно по 4-5 состаноци одржуваме. Пред 2 години бевме во Делчево. Склучивме меморандум за соработка меѓу Сдруженијето на комунални инспектори и општина Делчево, представникот од страна на градоначалникот, и Сдруженијето на комунални инспектори поради оваа прилика му додели на благодарница на скромно признание за досегашната несебична поддршка на здруженијето. Градоначалникот Шехтански ја истакна улогата и огромното значење на инспекцијската служба во локалната самоуправа при функционирањето на општинската администрација и исполнувањето на предвидените надлежности според потребите на граѓаните во рамки на тековната законска регулатива. Гостите да им посакаме добре дојде во нашиот град и да кажеме тоа дека успешна комунална инспекција значи успешна работа на градот. Им посакаме унапредување на сето тоа досега што го работеле и многу успеси понатаму. Во рамки на дневниот ред инспекторите од речиси сите градови разменија искуства што и главната цел на овие состаноци и се информираа во врска со предлог измените на Законот за комунални дејности. На денешниот состанок овде во Делчево разговараваме претежно за дејностите кои опфаќаат нашата сфера, односно за дејности поврзани со комуналните дејности. Проблемите во нашата сфера, новите законски регулативи, решенија нови, некои предлози за подобрување за наше понатамошно действување и работење и така. Сегашната тема на дневниот ред е измени во Закон за комунални дејности, Законот за погребални услуги, како и Закон за инспекцијски надзор. Во рамки на долгогодишната пракса пред општинската зграда во Делчево, инспекторите денес засадија дрвце, кое ќе остане символ на нивната меѓусебна соработка. 1 милион евра општина Штип инвестира во обнова на уличната инфраструктура. До крајот на годината нема да има неасфалтирана улица во градот и при градските населби. Асфалтирањето се врши по највисоки стандарди со гаранција за квалитет подолго од 2 децении. Се множат реконструираните и асфалтирани улици во градот. На овој начин во голема мерка се зголемува безбедноста на возачите и пешаците, кои во изминатите години повеќе трошеа по резервни делови за автомобилите, отколку за гориво. Улицата Сремски фронт е една од поголемите и најфреквентни сообраќајници која се протега во должина од 2 километри и поврзува неколку населби. За неја од локалниот буџет се издвоени над 4 милиони денари. Оваа улица е направена навистина многу квалитетно и направена за многу ефтини пари. Значи инвестицијата некаде околу 70.000 евра. Ја градеше компанија од Косово и ја направија за 4 дена, 2 дена гребање на асфалтот и 2 дена асфалтирање. Дебелината на асфалтата маса е некаде од 4 см до 10 см и мора да кажам дека е направена по највисоки стандарди и верувам дека ќе трае повеќе од 20 години. Задоволство од асфалтирањето на улицата и кај жителите. Сега благодарение на градоначалникот Захариев, конечно дојдовме една улица
која нема ниту една дупка и може безбедно да се движат и пешаците и возачите. Значи да не избегнуваат од дупките па да налетат на некој од пешаците, така да сега слободно можеме да се движиме и многу побрзо и многу побезбедно. На денешната свеченост пред присутните многобројни граѓани, градоначалникот најави дека до крајот на годината нема да остане неасфалтирана улица во градот, а улици и пристапни патишта ќе има и до селата. Овде не застануваме. Во населбата Дудла ќе асфалтираме и Драѓи Крупишки, која исто така многу деградирана како улица, и во населбата Баби, централната улица, тоа е улицата Лески. Секако дека во овој дел деновиве, најверојатно задутре или утре ќе почне асфалтирањето на улицата Сутјеска од училиштето Гоце Делчев до улицата Ивола Рибар, како и улицата Радански пат, од улица Панче Караѓозов, па се доле до према зградите на улица Сутјеска. Да истакнам дека денеска веќе се завршува гребањето на улицата Булевар ЈНА, таа е во населбата 8 ноември, централна улица. Се надевам дека понеделник, вторник таа ќе биде целосно завршена и населба 8 ноември можеме да заклучиме дека се сите скоро улици репарирани и реставрирани. Преку Агенцијата за финансиска поддршка на руралниот развој и поддршката од владата, ова година ќе ги завршиме патиштата до Долно Трогрици, ќе го поврзаме со село Врсаково и Судик, потоа ќе се заврши пат до село Сувогрело, ќе се заврши делот во Долани од трафостаницата до Црквата горе и ќе се завршат улиците во село Врсаково и во село Селце. Во изградбата на улици и тротари, општина Штип годинава ќе издвои 1.400.000 евра. Општина Берово продолжува со активностите за подобрување на патната инфраструктура во градот. Откако заврши асфалтирањето на улицата Даме Груев, до крајот на неделата се планира поставување асфалти на улицата Неретва и двете улици се реновираат со средства од буџетот на Општина Берово. Општина Берово продолжува со работата во насока на подобрување на патната инфраструктура во градот. Откако се асфалтираше улицата Даме Груев, во теке и подготовка за асфалтирање на улицата Неретва, која е една од најоштетените улици во Берово. Градежните активности во рамки на асфалтирањето се одвиваат согласно програмата за уредување на локални патишта и улици, а средствата се обезбедени од буџетот на Општина Берово. Улицата Даме Груев имаше подготовка уште од минатата година 2014 и со подобрувањето на временските услови се отпочна, се продолжи со изградбата и таа е веќе завршена улица. Сега се наоѓаме на улица Неретва, која исто така е улица предвидена за целосна реконструкција, зашто доста беше изабена и замортизирана и сметам дека во најкраток можен рок, тоест до крајот на неделата, ќе биде асфалтирана и оваа улица. Сите тие улици се влезени во програмата за уредување на локални патишта и средствата се обезбедени од буџетот на Општина Берово. Вкупната вредност за изградба на двете улици изнесува 15 милиони денари обезбедени од буџетот на Општина Берово, од кои 9 милиони за изградба на улицата Даме Груев, додека 6 милиони денари за асфалтирање на улицата Неретва. Во насока на подобрување на патната инфраструктура во Општина Берово во тек се и неколку активности за реконструкција на пристапни патеки во градот. Библиотекарското здружение на Македонија го одржаа годишното собрание во Македонска Каменица. Овој град треба да добие своја библиотека, а еден од заклучоците на собранието, македонските библиотеки со дигитализирање и поврзување со библиотечниот фонд на земјите од регионот ги следат модерните трендови. Библиотекарското здружение на Македонија го одржува своето 42 годишно собрание во градската киносала во Македонска Каменица на тема библиотеките како места за истражувачки и креативни активности. 12 библиотекари ги представија нивните трудови. Воедно делегатите од Библиотекарското здружение на Македонија на овогодинешното собрание дискутирали и за отворање на локална библиотека во општина Македонска Каменица за да ги задоволат читателите во овој град. Библиотекарството во Македонија има национален и локален предзнак. Постои програма за дигитализација која што библиотеките од Македонија се во чекор со глобалните трендови. Теркот на нашето библиотекарство во Македонија веќе ги зазема светските размери. Веќе ние работиме во електронски систем, каде што се поврзани во ист систем со Словенија, Србија, Босна Херцеговина, Црна Гора, Албанија, Бугарија и нашата држава. Значи работиме во ист систем, тоа е располагаме со фондови на сите овие држави, библиотеките,
негде околу 10 милиони наслови. Тоа е една огромна база која што можеме сите држави да ја користиме во корист на нашите корисници. Секој член во библиотеката во своите градови може да достави барање за набавка на одредена книга од друга држава, а посаканата книга може да ја добие во оригинална форма или копија, се во зависност од договорот со библиотеката. Успешна крводарителска акција денес имаше во Кочани. Во организација на Општинскиот Црвен крст својата хуманост ја потврдија вработените во локалната администрација. Црвен крст Кочани ги награди рекордерите во крводарување. Денешната крводарителска акција организира Општинската организација на Црвен крст Кочани и Општина Кочани, а спроведе екипата од Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. Акцијата првенствено беше организирана за вработените во локалната самоуправа, територијалната противпожарна единица Кочани, училиштето и јавната општинска установа библиотека Искра, детската градинка Павлена Велјанова, комуналното јавно претпријатие Водовод, активистите на урбаните и местните заедници. Сега вака сакам да навестам дека до мене имаме еден многу хубав господин, тој е господин Ацо Ангелов. Значи тој денеска дарува крв по 101 пат. Така што тоа е нели за голема чест и за голем поздрав. Тој од денеска станува член на клуб 100 на Црвениот крст. Сигурно се прашувате што е тоа клуб 100. Значи клуб 100 е клуб на дарители што има дарувано над 100 пати, значи 101 пат. И по тој повод, значи традиционално во нашата организација се доделува телевизор. Такви членови има 4, значи од нашата организација што се членови во овој клуб 100 и тоа се Велков Димитар, Коцев Коце, Арсов Драголюб. А исто така сакам да напоменам дека имаме и жена, значи тоа е Пендова Анка, таа има дарувано исто така 100 пати и нели на тој начин ја има покажано својата хуманост и има спасено многу животи. Со оваа моја крв мислам дека спасив многу животи. Се надевам и понатака. Првенство само за нив е подобро, па за другите ги помагаат уште повеќе. Денешната крводарителска акција беше отворена за сите заинтересирани граѓани од општина Кочани кои даруваа крв. Од Општинската организација на Црвен крст и најавата дека во понеделник на 15 јуни во 13 часот во ресторанот Аледар ќе се одржи годишна средба на крводарителите, на која ќе бидат доделени награди и признание на најхуманите крводарители. Заврши првиот дел од проектот за зголемување на граѓанското учество во донесувањето одлуки на локално ниво. Дел од невладините организации организираа собирање потписи од граѓаните за укинување на платениот јавен паркинг, но граѓаните велат дека овој чекор на локалната власт во добар дел го намали сообраќајниот метеж во центарот на Штип. Откако Фондацијата за развој на локална заедница Штип го промовираше проектот и паркингот е животен стандард, кој е финансиран од Европската Унија, од минатиот четврток до денес граѓаните имаа можност да се потпишуваат на петициите за укинување на наплатата на паркинг. Собрани се околу 2000 потписи, но што следува откако заврши собирањето потписи? Нема да ја поднесеме официјално воопште како петиција за укинување на паркингот, бидејќи за тоа е друга процедура со многу повеќе потписи. Туку ќе направиме документ за јавна политика кој ќе го поднесеме во општината и би очекувале од јавното предпријатие Стипион и општината да ги земат нашите препораки и резултатите од петицијата во предвид. Граѓаните со мислење дека платениот паркинг го намали сообраќајниот хаос во центарот на градот. Па нека се наплаќа. Нека се наплаќа, али нека скромно нека се наплаќа. Скромно нека и нека да прават паркинг плаца, нека да прават тоа. Коли пуни, не гурби многу. Но што личево? Вие малите улици са сите за тата, само да идете да видите. Тоа е чудо. Човек треба да помине. Плаќа се, ама па нема гужва. Па е подобро него се. Може да се паркираш пред тоа, немаш дека се паркираш. Што живеат мештаните, тука колите ги стојат сите. Од анализите на документите на јавното предпријатие Стипион и општина Штип, забележано е дека јавното предпријатие прикажува буџет од 500.000 денари месечно во просек, од кој добар дел се наменети за обнова на патната инфраструктура во градот. Инаку целта на проектот е зголемено вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики, преку мобилизирање на јавноста во решавањето на приоритетите и потранспарентно управување со јавните средства од локалната самоуправа. Богатата понуда на сезонски плодови резултира со намалување на цените и на овошјето и на зеленчукот. На градскиот пазар во Штип денес беше фреквентно, а задоволни од пазарот беа и купувачите и трговците.
Градскиот пазар во Штип и денес беше максимално снабден и посетен од граѓаните кои се снабдуваа со зеленчук и овошје, чија цена со секој нов пазарен ден е пониска од претходниот. Управата на градскиот пазар ја следи потребата на трговците и земјоделците и им излегува во пресред. Еве овие два пазара, посебно овој пазар, веќе понудата е зголемена со земјоделски производи. Место капацитет, место се уште имаме околу 70 продажни места на располагање, така да сме спремни за уште поголема понуда на пазарот да ги сместиме продавачите. Поголемиот дел од производителите задоволни од пласманот, но меѓу нив има и трговци кои велат дека од година во година прометот им се намалува. Прометот е намален катастрофа, 90% е намален од ланскиот. Инаку, како што потенциравме уште на почетокот на овој прилог, цените на поодделни производи понатаму се во опаѓање. Денес оние кои најмногу се бараа се продаваа последните цени. Пиперот е околу 50 до 70, доматот 30 до 50 према квалитетот, значи втора прва класа. Зелката е ефтина 10 до 15 денари, краставицата 20-25, компирот 30 денари, 25-30, грашокот 30 денари. Авион на летот MX-148 на Malaysia Airlines, што патувал кон Куала Лумпур, кружел над аеродромот во Мелбурн, пред да биде принуден да слета. Наводно авионот исфрлал гориво поради пожар во моторот. Противпожарната бригада потврдила дека навистина помагала во решавање инцидент на аеродромот, но не дала други детали. Хакери украле лични податоци и идентификацијски броеви на сите федерални службеници во САД, соопшти синдикатот на државните службеници. Според синдикатот, кибернападот е многу потежок отколку што го представува владата. На 5 јуни стана познато дека хакери упаднале во податоците за управување на персоналот на американската влада во изминатите 30 години. 4 лица смртно настрадале, а 2 се повредени во сообраќајната несреќа која се случила утрово околу 4 часот кај мотелот Најс на автопатот Ниш-Белград. Несреќата се случила кога камион со турски регистарски ознаки налетал на 2 возила. Двете возила во кои удрил камионот се со регистарски ознаки на Лесковац. Премиерот на Молдавија Кирил Габоричи изјави дека се повлекува од функцијата по скандалот во јавноста за неговата диплома од средното училиште и факултет. Според него, прашањата за неговото образование станале инструмент на политички игри. Тој на почетокот на неделава побара оставка од јавниот обвинител и шефот на Народна банка, кои не успеале да откријат каде исчезнале милиарда долари од молдавските банки. Германското сојузно државно обвинителство во петокот објави дека се откажува од истрагата за американското шпионирање на мобилниот телефон на германската канцеларка Ангела Меркел. Државното обвинителство се откажало од истрагата бидејќи обвиненијата не можат законски да се докажат во рамките на кривичната постапка, се наведува во соопштението. Викендов Штип е домакин на Европското првенство во сумоборење. Во салата Јордан Мијалков силите ќе ги одмерат над 200 сумоборачи во машка и женска категорија. Спортските вести ги почнуваме со председателот на Сумо Федерацијата на Македонија, Виктор Богданов, кој утринава беше гост во студиото на Канал Плюс. Почитувани гледачи, денес сутри на 14 јуни во салата Јордан Мијалков во Штип ќе се одржи Европско првенство во сумоборење во организација на Македонската Сумо Федерација на чело со председателот Виктор Богданов. По одлука на Европската Сумо Федерација, оваа година овој спортски настан од европски ранг ќе се одржи токму овде во Штип. По тој повод, наш денешен гостин во студиото на Канал Плюс телевизија е председателот на Македонската Сумо Федерација, господин Виктор Богданов, со кого ќе разговараме повеќе околу ова. Господине Богданов, добре ни дојдовте во студиото на Канал Плюс. Благодарам за поканата. Еве, за почеток, како што најавив, овие 3 дена во салата Јордан Мијалков ќе се одигра Европското првенство во сумоборење. Докаде сте со подготовките? Да, така, значи во период од 12 до 15 јуни е најавено дека ќе се одржи Европско првенство во сумоборење за прв пат во Македонија. Значи дел од екипата и делегацијата пристигна вчера, се сместени во хотелите во Штип, скоро сите хотели се полни. Дел од екипата и денеска пристигна, ги сместивме, така денес по програмата од 17 до 19 часот е мерењето и акредитациите на спортистите и делегациите. Потоа следува семинар за судии, кој
дека е нов спорт во Македонија. Имаме ние дел од нашите судии кои се со лиценца за меѓународни надпревари, но сакаме и уште повеќе судии да обучиме за понатаму да го развиваме овој спорт. За колку надпреварувачи станува збор, односно од колку земји од Европа ќе учествуваат на надпреварот? Значи на овој настан имаме најавено 200 надпреварувачи, како што и стигнаа од државите Бугарија, Германија, Финска, Холандија, Грузија, Унгарија и се разбира од Македонија. Македонија колку пати до сега има учествувано на вакви европски првенства? Значи Македонија е членка од 2010 година во Европската сумунија, каде што за прв пат учествуваме на Европското првенство во Варна, Бугарија. Потоа од 2010 година наому секоја година учествуваме на европските првенства. И имаме направено... Кои се постигнатите успеси на федерација? Значи во 2013 година во Будимпешта освоивме второ место во категоријата до 85 кг. Нашиот надпреварувач Савев Бован го освои второто место. И минатата година во Бугарија, во Самоков, го освоивме третото место. Исто Савев Бован. Кои се карактеристики на еден сумоборач кој што треба да ги поседува? Бидејќи ово е нов спорт во Македонија и сакам да ги запознавам нашите гледачи, значи Европското првенство ќе се одржи во различни возрасти и различни категории. Значи во секоја категорија, во секоја возраст има категории. Така до 14 години, 16 години, 18, 21 година и за сениорска конкуренција. Значи почнуваат од 60 килограми, 70, 80, 110 и плюс 110 имаме. Кога веќе зборуваме за возраста, која е најсоодветна возраст за да се започне со сумо борење? Значи најдобро е спортистите, како и во секој боречки спорт, од најраната возраст да започнат со овој спорт. Значи ново европско кажавме дека има од 14 години па до сениорска конкуренција во различни возрасти и категории. Така. Рековте дека ќе учествуваат 200 надпреварувачи на овој надпревар. Имаме информација дека ќе се надпреваруваат и девојки. Да, точно е. Дали станува збор за девојки од Македонија или сепак од европските земји? Да. Значи во Европа се доста развиени девојките во овој спорт, дека се надпреваруваат. Во Македонија се уште не. Со тек на време се надеваме дека и Македонија ќе стане дел од ова. Ви благодарам многу на вашето присуство што одвоивте време. Вам, драги гледачи, ви преостанува овие 2 дена, односно утре и во недела, да отидете во салата Јордан Мјалков и да ги проследите надпреварите. Општината Македонска Каменица во соработка со културно-информативниот центар Романса и спортско-риболовното друштво Шаран во соработка со спортското здружение Акватера за утре го најавуваат првиот промотивен настан за презентација на водените спортови стендап педал и windsurf. Настанот ќе опфати информативно-едукативна презентација на водените спортови со нивните карактеристики и можности, како и бенефитот за физичкото и ментално здравје на луѓето. Сето тоа преку презентација за однесување, заштита и спасување во вода, презентација и приказ на опрема и практична проба и промотивно возење на стендап педал и windsurf. Целта за организација на настанот е промоција на можностите за развој на туризмот на Калиманско езеро и воопшто на Македонска Каменица, отворање на стендап педал здружение, организација на трка и ставање на Македонска Каменица на мапата на надпревари во стендап педал. Заврши дневникот, следи временската прогноза, довидување до 20 часот за кога подготвуваме нови информации, а во меѓувреме информирајте се со нашата веб страница kanalplus.mk. Пријатно попладне.